Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Потенцијалите на Шарпланина не се искористуваат доволно, сметаат познавачите на приликите. Попова шапка нуди одлични услови за зимски туризам, но и бегство од градската врева и тропските горештини во летниот период. Идејата за продажба на Попова шапка како начин на унапредување на инфраструктурните состојби, познавачите на состојбите не ја нагласуваат како неопходна. Според Жарко Трпковски од скијачкиот клуб Љуботен, примерите на останатите ски центри во регионот покажуваат дека со соодветна стратегија за зимски туризам може да се постигнат многу позитивни резултати. Во рамките на студијата на идентификација на скијачки центри во поранешна Југославија, констатирано е и научно е представено дека Шарпланина е најбогатата и највисоко рангираната планина за скијачки центри во Југославија. Со 80 патеки, со висока разлика од 1000 метри висока разлика, за компарација тоа се патеки за спуст за највисоки надпреварувања, светски куп, олимпијади и така натаму. Има 18 центри на Шарпланина да се прават. Се разбира дел од македонска страна, дел од косовска страна. Значи се работи за едно огромен економски потенцијал кој што за жал ние не можеме да мрднеме, да го искористиме. Споредбено со порано сме се споредувале со Алпи, со алпските скијачки центри, каде што сме требале да учиме како и што. Сега веќе нема потреба, можеме да идеме на 200 километри ние Копалник, да видиме како тоа се работи, и тоа се работи со сопствени сили, со сопствено знаење, со сопствени пари. Значи никакви милионери од Австрија или од Швајцарија треба ние да донесеме овде со вречи пари па за да се направи центарот. Не, луѓето го направија со сопствени пари, со сопствено знаење. Истото е со Бугарија, сведоци сме на Банско, Боровец и така натаму. Значи, ние дојдовме во ситуација од најголемите природни скијачки потенцијали, што ги имаме природни, нашите фамилии и деца да идат во Боровец, во Банско, на Копалник, да скијаат. Кажите ми една фамилија која отишла една недела на зимовање на Шапка или Маврово последниве години. Туристите кои ги сретнавме се воодушевени од убавините на Шара, но сите се едногласни дека нејзините потенцијали не се искористуваат доволно. Попова шапка теренски гледано е перфектна за летен туризам, меѓутоа она стагнира во се и во зимскиот и во летниот, засега се уште се на нула. Ние како помлади сме скијале овдека, многу сме доаѓале и многу било убаво, имаше чичара од Тетово до овде, па имаше скилифтови што сите работеа. Сега некако тоа е во транзиција, како ќе се прави нешто, што ќе се прави, прашајте ги тетовчани, не сум ја упатен на тоа. Прекрасно, значи нешто невидено и дури не знаеме Македонија дека толку убави простори има. Јас сум повозрасна и како млада не сум можела, не сум имала можност да дојдам, али сега сум одушевена. Навистина се ова што го видов. Што ви се допаѓа овде? Се, природата. Ова, јас можам да замислам во зимно време, па како е. Само на телевизија сме гледале, а не си дошли си. Вака многу бео. Мислите дека Попова шапка е идеална да се развие летен туризам? Идеална е за летен, а и зимскиот ми се чини е запоставен. Јас имам син во Австралија, бев таму. И сега таму секое место е овозможено да биде туристичко, да донесува пари, мислам за државата, за се. А ова е пропуст, треба да се влошува. Преубаво. Значи прв пат доаѓам од Скопје, тука живеам 40 години, меѓутоа прв пат доаѓам со пензионериве. Прекрасно. Ова не на телевизија го гледам, ама да го видам во природа многу поубаво. Мислите дека Попова шапка е идеална за летен туризам? Не да мислам, него верувам. Што најмногу ви се допадна? Природата, воздухот, чистотијата, значи се. Во срцето на Шарпланинскиот масив, Попова шапка е одлично место во летниот период да побегнеме од градската врева и тропските горештини. Богатата природа, чистиот воздух се идеални за одмор на планина. Нуди соодветни услови за спорт, како планинарење, параглајдерство, планински велосипедизам,
а особено идеална за скијање, бидејќи располага со атрактивни скијачки терени. Четворица обвинети за учество во тепачка во инцидентот во Мала Речица, во кој едно лице го загуби животот, добија по 4 месеци затворска казна. Судскиот процес за останатите учесници во тепачката, меѓу кои има и обвинети за убиство во обид, продолжува. 4 месеци затвор пресуди Тетовскиот основен суд за четворица учесници во крвавиот инцидент во Мала Речица обвинети за учество во тепачка. На вчерашната главна расправа обвинетите го признаа делото добивајќи олеснителни околности за помала казна, но нивниот адвокат не е задоволен од висината на изречената пресуда. Имаме примедба само по однос на санкцијата во делот на изречената казна, а тоа од причина што ние сметавме дека овие четворица се и оштетени и осудени. Сметавме дека ќе добиеме една условна казна за да го задоволиме правдата, но еве судот ценеше и ги осуди со 4 месеци затвор, што за нас ние мора да го почитуваме тоа, но не значи дека нема и да се жалиме по однос на санкцијата. Судскиот процес за инцидентот во Мала Речица, каде едно лице го загуби животот, од двајца беа повредени, продолжува на 11 месецов, каде на обвинителна клупа ќе седнат уште 8 обвинети, кои се товарат за повеќе кривични дела, меѓу кои убиство во обид. Лицата припаѓаат на така наречени две кумановски крила на Дуи, едната поврзана со семејството Реджепи, а другата со Мисими. Тие на 5 април годинава започнале вербална расправа во седиштето на партијата на Ахмети, која надвор преминала во вооружена престрелка која заврши со крвав исход. Од Дуи негира дека инцидентот има било каква поврзана со партијата, но во образложението на денешната пресуда стои дека расправија имало во партиското седиште заради нетрпеливоста која постоела меѓу двете групи околу изборот на председател на Кумановскиот огранок на партијата. Средното медицинско училиште во Гостивар ги подобрува условите за настава. Летово ќе се реализираат повеќе зафати за кои ќе бидат издвоени вкупно околу 35.000 евра. Летниот распуст во Средното медицинско училиште во Гостивар ќе биде искористен за неколку поголеми зафати, со кои ќе се обезбедат подобри услови за одвивање на наставата. Предвидено е комплетирање на просторијата во предниот дел на училиштето како кабинет за забен техничар, како и санација и реконструкција на стариот дел од училишната зграда. Во тек се две набавки за нашето училиште. Едната набавка се однесува на комплетирање на просторијата која е во предниот дел на училиштето од внатрешна страна, целосно, за како кабинет за забен техничар, која потоа целосно ќе биде снабдена со дополнителна нова опрема, а едниот оглас или јавен повик се работи за целосно санација на внатрешниот дел на старата зграда, опфаќајќи ги целосно осветлување на училиштето, целосното санирање и фарбање на училиштето, менување на дел од старите останати прозори во училиштето, а најверојатно во текот на наредниот месец, најкасно 8 месец, ќе биде објавен уште еден тендер за снабдување на училиштето со нова опрема, претежно наставни образовни помагала, за да може учениците во наредниот период да бидат што е можно во подобри услови да го следат наставниот процес и што повеќе наставни помагала да има во текот на наставниот процес. Во реконструкцијата на стариот дел ќе бидат инвестирани 15.000 евра, додека за кабинетот околу 10.000 евра, колку што е и сумата која ќе се издвои за набавка на наставни помагала. Моторциклист и негов сопатник се повредени вчера во сообраќајка што се случила на крстосница во Тетово. Пребрзото возење е најчестата причина за сообраќајните несреќи во Тетовско во изминативе 6 месеци од годинава. Вчера околу 15 часот на крстосницата на улиците Благоје Тоска и Јана во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Голф со тетовски регистарски таблици, што го управувала 32 годишна од Тетовското Горно Седларце, и мотоцикл Пежо исто така со тетовски таблици управуван од 23 годишен жител на Порој, соопшти СВР Тетово. Мотоциклистот и неговиот сопатник со здобиени повреди пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош.
Како што соопшти СВР Тетово, во рамки на вчерашните сообраќајно-контролни активности спроведени на поширокото гостиварско подрачје, вкупно откриени се 35 различни видови прекршоци. Најголемиот број од нив 21 се пречекорување на максимално дозволената брзина, 4 возила биле со истечена, односно необновена регистрација, 3 возачи управувале без положен возачки испит и друго. Откриените прекршоци санкционирани се со 17 прекршочни и 21 мандатен платен налог. И во изминатото 6 месечи од оваа година најчеста причина за сообраќајните несреќи кои се случиле на тетовското подрачје е пребрзото возење, односно неприлагодена брзина според условите на патот. Рече се 1/3 од вкупно 379 несреќи, односно 113, биле резултат на неприлагодена брзина, 74 поради неправилно вршење дејствие, додека 28 биле предизвикани од животни, претежно од кучиња бездомници, најмногу на автопатот Гостивар Тетово Скопје. Најмногу од несреќите во овој период, 161, се случиле во периодот од 12 до 20 часот, во недела, понеделник и четврток, вкупно 204, претежно во населено место, 263. Во периодот за кој станува збор регистрирани се 60 излетувања од коловоз, во 51 учесниците се паркирани возила, во 16 мотоциклисти, во 10 велосипедисти, а во 38 пешаци. Најбројни годинава и натаму се сообраќајните несреќи на тетовските улици, 191, во прв ред на Илинденска, Видос Милевски Бато, Благоетовска, 29 ноември и други, како и на регионалниот пат Тетово Пирок, 77. СВР Тетово целосно го расчисти разбојништвото кое се случи во маркет на улицата Киро Ристовски Дрнц во Тетово на 17 јуни, кога под закана со нош од вработените беа одземени 175.000 денари. Вчера и денес лишени се од слобода 4 лица на возраст од 17, 19 и 20 години, сите од Тетово, и против нив ќе следува соодветен поднесок. Светското првенство во фудбал во Русија е можност на трговските компании со оглед на актуелноста на моментот да прават акциски кампањи за продавање, попусти и наградни игри. Производителот на технички апарати, телевизори и мобилни телефони Vivax има таква програма за наградување на нивните посетители на Facebook страницата. Право на учество има секој кој има Facebook профил и ги следел сите чекори за учество во наградниот предизвик. Секој учесник има можност да постира до 5 различни фотографии во текот на една недела. Се што треба заинтересираните да направат е да навиваат и да се фотографираат, да ја лајкнат Facebook фан страната на Vivax Македонија, да објават јавен пост со својата фотографија на Facebook, да го тагнат Vivax Македонија на Facebook и да ги стават хаштазите «Живеј спортски, пази топка, живеј го Vivax». Наградниот предизвик трае од 15 јуни до 15 јули. Извлекувањето на добитниците на 20 Vivax телевизори и 10 Vivax мобилни телефони ќе биде на 16 јули во 13 часот на Facebook фан страната на Vivax Македонија. Голем број на заинтересирани навиваа со Vivax, а поради многуте награди се уште има простор и можност за учество во наградниот предизвик. Денес имавме сончево и топло време. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура се движеше од 14 до 20 степени, а дневната од 27 до 33 степени. УВ индексот изнесуваше 9. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 13 до 19 степени, а дневната од 22 до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 7.
Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.